Преседателот Стево Пендаровски е без високи очекувања околу декемврискиот самит на Европската Унија, бидејќи државата не ги испорача уставните измени, додека пак министерот Османи смета дека се уште има некакви шанси во наредните 1,5 месец да се случи чудо. Според преседателот Пендаровски, илузорно е да се очекува одржување на втората меѓувладина конференција, што практично значи отварање на поглавјата и почеток на преговорите за членство, бидејќи условот на кој се обврзавме, отварање на уставот, не е исполнет. Исходот од декемврискиот самит е јасен каков ќе биде, со дека предусловот го имаме во Европската преговарачка рамка, не можеме да го исполниме, тоа е очигледно. Тоа го зборувам година и пол наназад, бидејќи политичките реалитети беа такви во државата. Во меѓувреме, за жал, поради тврдиот став на опозицијата, ништо не се промени во таа насока. И јасно е дека на декемврискиот самит не може да има позитивна одлука за нас, во смисла да се одредува тајмингот за втората конференција со која би требало да продолжиме со преговорите. Шефот на дипломатијата Османи смета дека во преостанатите 1,5 месец има некаква шанса да се помрдне од мртвата точка. Тој нагласи дека станува збор за историски момент и повторно вината ја лоцираше исклучиво кај опозицијата. Историјата ќе ги казни тие луѓе што ни ја пропуштаат и ни ја прокоцкаат оваа историска шанса пред која се наоѓаме. Ние ќе се бориме до крај за да успееме да направиме исчекор. Не можам да кажам од сега дека тој процес нема да успее. Месец и пол во политиката е долг период за кој што може да се направат и големи работи. Делумниот оптимизам на Османи се коси со календарот за уставни измени, кој пак кажува дека доколку денеска собранието го отвори уставот, според процедурата, треба да помине 1 месец пред текстот на предложените амандмани да се најде пред пратениците, за да продолжи собраниската процедура, пошто би поминало уште 2-3 месеци до нивното усвојување.